Електричните возила се скапи, но се експлозивни. Но Opel со својот Rock Extreme покажува дека електричните возила и не мора да се толку скапи, а може да се многу забавни. Со таа идеја е тргнато и во развивањето на електричната Astra, со цел да биде поевтина и подостапна за сите, задржане истиот изглед како и на Astra со мотор со внатрешно согорување. Разликата се гледа само на маската, каде се направени неопходните измени околу протокот на воздухот. Додека на задниот дел ништо не алудира посебно дека овој електричен модел, осим ознаката и се разбира, не може да се забележи никаков издувен систем. Astra со својата класична поставеност покажува дека и класичните автомобили, но и електричните не само што имаат иста основа, можеби немаат иста иднина, но за сега работите стојат така. Да видиме што нуди Astra во внатрешноста. Надворешниот изглед го носи името визор, но во внатрешноста владее Pure Panel. Оваа поставеност на внатрешноста Opel прави да биде сосема пријателски расположена. Она што многу е добро постигнато со Pure Panelот е што двата екрани се одлично компонирани, но и пружаат една едноставност на користењето на сите поставки во внатрешноста. Се разбира дека и физичките копчиња не се избегнати, но тие се минимизирани и се во функција полесно да влезете во менито на сите можности кои ги пружа инфозабавниот систем. Внатрешноста е извонредно ергономска, но Opel би требало да се потруди, бидејќи се бориме за едно електрично возило кое и не е така ефтино, да ги подобри пластичните површини. Погледнете, ова делува доста ефтино, но горните слоеви се направени со гумирана пластика и целиот впечаток е многу подобар. Исто разочарува пластиката во вратите, но возачот кога ќе ги стави рацете на управувачот, веќе се добива сосема друг впечаток. Секоја електрична Astra доаѓа и со head-up дисплеј, така да овој дисплеј што го имате на централната конзола, на врвот на централната конзола, може во голема мерка да се пресликува пред возачот, особено навигацијскиот систем. Доста зборевме за опременоста во внатрешноста. Ајде да видиме што нуди Astra Electric. Како што кажав и за надворешноста на Astra Electric, која е идентична со онаа со мотори со внатрешно согорување, истата ситуација се забележува и во внатрешноста. Ергономијата е навистина на високо ниво, но целото чувство во внатрешноста е подобрено. Како Opel да се потрудил многу подобро да го истакне искуството кое го има во правење на своите возила. Во секоја електрична Astra имате AGR седишта со можност за подесување по 10 основи, што го прави искуството задволанот, но и седењето многу подобро. Она што го забележив во тек на возењето на Astra е подобрената амортизација. Околу возните својства на Astra не треба многу да се зборува. Конструираната електрична верзија е направена да биде и полесна и поагилна. Заедно со новиот мотор кој е метнат и засилен на 156 коњи, се добива едно сосема поинакво чувство во возењето, без оглед дали се возите во град или на отворен пат. Акцентот е ставен
на робусноста. Со само 1640 кг тежина, електричната Астра е можеби потешка од оние со мотори со внатрешно согорување, но е полесна од повеќето електрични возила, особено за класата во која припаѓа. Самото искуство во внатрешноста на Астра е многу подобрено. Истакнато е квалитетот на завршната обработка, но и уживањето во престојот во кабината. Денешните електрични возила не се само возила и во нивната приказна не е вклучена само електромоторот и батеријата. Тука се низа пратечки услуги и инфозабава која е на високо ниво. Со новата батерија од 54 киловат часови, Астра не само што има поголема сила, туку има и поголем домет. Во градски услови, потрошувачката ќе биде некаде околу 11,9 киловат часови, што значи дека со оваа батерија би можеле да извозите и повеќе од 480 километри. Кога се вози на отворен пат, како и секој електричен автомобил, паѓа дометот затоа што немате регенерација на батеријата. Градските услови се идеални за да се направи регенерирање и обновување на енергијата во батеријата. Исто така со новата хемија која е ставена во батериите, полнењето е извонредно забрзано. На брз полнач од 150 киловат часови можете оваа батерија да ја наполните за нешто повеќе од 29 минути, поточно 30 минути и 30 секунди, додека на обичен полнач ова време се разбира дека е зголемено. Во наши услови со 11 киловат часа оваа батерија би се полнела во полн капацитет за повеќе од 6 часови. Цената во Германија изнесува 45.000 евра. Кога ќе дојде Астра Електрик во Македонија, таа ќе биде повисока, затоа што нашата држава нема субвенции за електричните автомобили. Единствена субвенција, ако можеме да ја наречеме субвенција, е неплаќањето на дополнителниот данок за моторни возила. На крај секогаш се поставува прашање колку е исплатливо да се има еден електричен автомобил. Електричните возила, барем за просечниот македонец, се многу скапи, но во Европа забележан е скок на продажбата на електричните возила и прв пат во историјата има повеќе продадено електрични возила од оние со дизел мотор. Opel Astra Electric покажува дека Opel е на вистинскиот пат. Во следните 2 години Opel ќе ја дуплира својата флота на електрични возила и тој во следните 2 години ќе постигне да ја има целата своја гама и во електрична изведба. Тоа беше се што подготвивме за денешниот тест на Opel Electric од Берлин.